искрено да ви кажам, не гледам некои големи промени, а времето си поминува. Сега дали има средства, дали се добро организирани, не го ни познавам човекот, меѓутоа треба нешто да е видливо. Тоа би кажала, немам ништо. Би го поддржале ли за втор мандат доколку се кандидира за градоначалник? Па видете, многу ми е битно кој ќе биде против кандидатот. Тоа зависи према квалитетот на конкуренцијата. Како сте задоволни од работата на Герасимовски? Не знам кој Герасимовски. Градоначалникот? Па не знам шо, јас. Не знам, не. Не вреди да не вреди да кажувам, jer не го знам се, шо да правам. Па задоволна сум, мада не живеам тука, него само работам. Добре, Се поместија ли некој работи во општина? Во центар. во центар. Не би знаела да ви кажам. Не. Па не гледам ништо. Не гледам ништо направено. Центарот е многу прљав во однос општо и на другите години. Би го поддржале ли за уште еден мандат да доработи се што ви? Тоа не знам. Не знам, не можам да ви кажам. Горан Герасимовски, прв човек на центар, колку сте задоволни од неговата работа? Немам појма ни кој да ти кажам право. Не ме интересира. Горан Герасимовски, градоначалник на центар, колку сте задоволни од Многу. неговата работа? Много. Направили за центар проекти? И за центар и директно за нас има онај проект Хуманост. За пенсионерите? Да, а исто јас сум една меѓу нив која обслужувам стари луѓе. Би Презадоволна. го поддржале ли за уште еден мандат? Да, 100%. Па, супер е Горан Герасимовски. Направили за центар? Она што го вети во избор. Па да, направено е. Мислам, дури многу поеќе него ли што му беше во програмата, колку што знам јас. Би го поддржале ли доколку повтор пат? Апсолутно да. Не сум задоволна. Не сум. Градот, можете да видите како изгледа. Никаква организација на работа нема. Нити саобраќајот, нити улиците, нити хигиената, чистотата, безбедноста. Се е некако хаос. Така што би требало малце повеќе да се замислат градоначалниците зошто се бирани, која им е улогата и функцијата. Навистина, кога ги гледаме градовите на запад, се прашуваме дали тие имат градоначалници или нешто друго. Како може ниедно светло да не е таму скршено, изгаснато, а кај нас и темни улици и ѓубриште по улицата, како да се наоѓаме во Бангладеш негде. Стварно градот како да не живее во последно време. Мртво, нема. Па и самата градоначалничка на Скопје и таа е чудо природа и таа исто така не е како што треба како прав градоначалник. Мислам не само тука во цело Скопје не се задоволни граѓаните колку што пратам јас. Така што навистина мал хаос. Можам да речам дека добар си е. Се гледаат ли промени во центар? Не се гледат. А добар? Промени, па добар онака, не Како при човек, а? како човек, ама за промени не можам да речам. И така да за промени не можам да речам. Па не би рекла дека сум многу задоволна. Многу е нехигиена, поготово во централното градско подрачје. Паркинзите, тротоарите, страшна нехигиена. Во однос на украсувањето уште доста се новогодишните празници, така да, што да кажам, не сум многу задоволна. Нели е украсен центар? Онака, колку да се речи дека е украсено. За една метропола како што е Скопје, главен град на Македонија, заслужува малце повеќе. Би дале ли поддршка ако се кандидира за втор мандат да доработи? Не би. Не би. Сакам да кажам дека е успешен дечко, така да сум задоволен. Има ли промени во центар, еве конкретно? Па добро секако дека се гледа, мислам, со самото негово доаѓање, многу се осети, ќе речам, прогрес во центар. Додека ништо конкретно не би можел да кажам, ако веќе дискутираме за нова година, тука сум изненаден, мислам, че дека многу повеќе очекував за околу китењето, што ќе речем, градот. Тука сум малку изненаден. А зошто е тоа така, не знам.